Здраво и добро уште на видео, каде што ова видео ќе биде вовед за МХЦ, односно за Major Histocompatibility Complex, односно за главен хистоcompatibilен комплекс. Сега, да започнеме. Значи, да имаме соодветен имун одговор кон даден патоген, ние мораме да располагаме со клетки, така кои ќе имаат соодветни рецептори за дадени антигени. Например, дека имаме макрофаг кој има toll-like рецептор, или пак имаме некоја си Б клетка, така кај што Б клетките за рецептори има антитела, така значи antibodies. И овие си рецептори ние со заедничко име ги нарекуваме pattern recognition рецептори, бидејќи препознаваат дадени образци. Сега нормално антителото препознаваше поспецифични образци, додека toll-like рецепторот препознаваше некои најчести образци. Сега овдека имаме даден антиген кој тој може да биде препознаен од страна на антителото. И антителото го препознава антигенот каков што си е во својата природна форма. Така дали бил излачен од бактеријата или пак се наоѓа на некоја бактерија, како и да е, тој не е преработен. Значи го препознава каков што си е. И на тој начин препознаваат антигени скоро сите клетки. Единствена клетка која не препознава антигени на тој начин е Т клетката. Така, односно Т клетките. Тука имаме една Т клетка која е дел од адаптивниот имун систем, која што и таа има рецептор. Има pattern recognition рецептор, кај што нејзиниот pattern recognition рецептор не го препознава антигенот кој се наоѓа во својата природна состојба. Него може да го препознае само ако тој антиген биде преработен на соодветен начин и презентиран на соодветни молекули. Односно, оваа Б клетка ќе го внесе антигенот, може и да го фагоцитира, ама најчесто Б клетките не фагоцитираат, иако во некои таму првични видеа имам речено дека фагоцитираат. Можно е, ама најчесто не е така. И сега ќе го внесе антигенот и ќе го преработи, односно ќе го направи на мали фрагменти. Така. Сега, тие мали фрагменти ќе ги презентира на една молекула која се нарекува всушност МХЦ. Така. И овие антигени, вака исецкани, фрагменти од антигенот, ќе бидат презентирани на МХЦ, каде што овој T-cell рецептор, така на Т клетката, сега може да ги познае. Значи, он не може да познае кога е во својата нативна состојба антигенот, него може да го препознае само ако е презентиран на соодветни МХЦ молекули на соодветен начин. Тоа значи дека МХЦ молекулите се многу битни со цел Т клетка да препознае антиген и кога ќе го препознае, она всушност ќе се активира. Така, после препознавањето, она ќе се активира и понатаму ќе имаме други работи кои се случуваат со Т клетка во кои нема сега да навлегувам. Но поентата е дека е многу битни се овие МХЦ молекули за развивање на адаптивниот имун систем. Сега, ако го разгледаме малку подетално овој процес на фрагментирање на антигенот и презентирање на истиот на МХЦ, ќе видиме дека не е баш волку едноставно, иако сега повторно само општо ќе го разгледаме. Во вистинскиот случај, всушност што се случува? Имаме една клетка каде што ќе се внесе одреден антиген, така и тој антиген ќе се фрагментира. Но истовремено овдека внатре во клетката, значи внатре во цитосолот, се формирани вакви МХЦ молекули кои што всушност се протеини по природа. Така, значи ги имаме овие МХЦ молекули кои се протеини и внатре си се наоѓаат сите овие во цитоплазмата. И тука всушност ќе се случи комбинирање заедно со антигенот, така значи овдека ќе се комбинира заедно со антигенот и кога ќе биде така комбинирано, тогаш ќе отиде и ќе се стави всушност на мембраната и ќе биде всушност прикажано така што Т клетка сега дури ќе може да го познае. Значи не дека тоа е овдека поставено празно, па овие антигени дека фрагменти од антигени се носат таму, него едноставно тие се формираат, така, се носат до МХЦ, доека уште внатре цитоплазмата, па после целиот тој комплекс се носи надвор. Сега, постојат две главни класи, односно две класи на МХЦ молекули. Така, значи две класи на МХЦ. Сега, тие две класи на МХЦ имаат прилично слична структура, така, значи слична структура, што ќе видиме понатаму, но се експресираат на различни клетки, така, значи се наоѓаат на различни клетки и при тоа прикажуваат различни антигени, односно антигени од различно место, така, значи различни антигени, сега ќе видиме што мислам со тоа, но освен тоа, тие всушност доаѓаат во контакт со различни Т клетки.
Значи класа 1 доаѓа во контакт со CD8 Т клетки, додека класа 2, ќе бележам всушност со друга боја, класа 2 ќе доаѓа во контакт со CD4 Т клетки. Океј, значи имаат некои си разлики, кои ќе ги разгледуваме понатаму нели како што ќе збориме за МХЦ во наредните видеа. Сега, малце ќе спомнеме значи за овие работи. Значи класа 1 МХЦ молекули се наоѓаат на сите клетки кои имаат јадро. Така, на сите клетки со јадро. Значи се наоѓаат на сите освен на еритроцитите. И тоа кај нас, кај нас немаат јадро, иако кај други животни имаат јадро и еритроцити. И антигените кои они ги презентираат потекнуваат од цитосолот на клетката. Значи ако имаме една клетка, ја направиме вака, и антигенот кој едно ќе го презентира на МХЦ молекулата потекнува од самиот цитосол. Значи антигенот се наоѓа во самиот цитосол и вакви се некои вирални протеини. Така. Значи вирални, односно вирусни протеини кои се наоѓаат внатре во клетката, бидејќи вирусот влегол и клетката тоа го забележува и едноставно тие ќе ги асоцира, нели овдека со дадена МХЦ молекула, ќе ги асоцира на незе и понатаму како такви ќе ги прикаже нели на површината, каде што тие може да бидат препознаени од страна на CD8 Т клетка. Така, значи CD8 Т клетка ќе ги препознае овие преработени антигени. Значи антигените потекнуваат од самата од внатрешноста на клетката. Додека класа 2, така, значи класа 2 МХЦ молекули се наоѓаат само на антиген презентирачки клетки. Значи антиген презентирачки клетки, антиген presenting cells. И вакви беа, ева ќе забележиме во заграда, беа Б клетките, беа макрофагите и беа дендритичните клетки. DC. И овие, значи, ние кога викаме антиген презентирачки клетки, мислиме на овие професионални антиген презентирачки клетки. Бидејќи и оваа клетка презентира антиген. Не дека не презентира, ама она го презентира на класа 1 МХЦ. Кога викаме антиген презентирачки клетки, мислиме на тие кои имаат и класа 2 МХЦ. И овие клетки всушност презентираат антигени кои ги собрале од надвор. Така, значи имало тука некој антиген, они го внеле внатре, дали преку фагоцитоза или ендоцитоза или пиноцитоза, го преработиле, така го преработиле, па го асоцирале на МХЦ молекула, така, значи го асоцирале на МХЦ молекула, па го ставиле нели на мембраната за да биде препознаен. И сега овој ќе биде препознаен од страна на CD4 Т лимфоцит. Така, значи CD4. И лесно значи ја запамтите која класа од кој лимфоцит е препознаена. Едноставно 4 по 2 е еднакво на 8 и исто 8 по 1 е еднакво на 8. Така, значи 8 се препознава со кец, 4 се препознава со 2. Видете кога ќе помножите добивате осмица. Тоа е лесен начин да се запамти. Сега, кога ќе се случи препознавање од страна на T-cell рецепторот, односно TCR, кој ќе го препознае нели антиген кој асоцира на МХЦ, Т клетката ќе се активира и таа активација понатаму е многу битна за развивање на адаптивниот имунен одговор, бидејќи Т клетки имаат многу функции кои нема сега да ги разгледуваме, бидејќи е доста комплицирано. Но само ќе спомнеме некако многу кратко некои од функциите на Т клетките. Значи ако се сретне со антиген кој е презентиран на дендринична клетка, DC, така, значи се сретне Т клетка и го препознае, сега да не го бележам, овдека се подразбира дека има МХЦ со антиген, и го препознае, тоа што ќе се случи е Т клетката ќе почне да се дели. Сега, тоа е многу битно, иако сега не објаснувам зошто, ама ќе се добијат многу Т клетки. Например, ако се поврзе со макрофаг, така, значи имаме макрофаг, кој ингестирал некоја си бактерија, да речеме ингестирал некоја бактерија, каде што таа бактерија има дадени антигени, кои сега овие антигени се презентирани на МХЦ. Оваа Т клетка, ако го препознае тоа, едноставно ќе и нареди, што ќе направи? Ќе има и други функции, но една од функциите ќе биде да и нареди на овој макрофаг да убие бактеријата. Така и вика, оваа не чини, убија таа.
И понатаму има и други функции кои ги прави слободно, цитокини и бла бла. Но ова е една од функциите. Например, ако се сретне со Б клетка, да речеме имаме тука на Б клетка, која нормално си има антитело, исто така внела одреден антиген, го процесирала, го ставила на МХЦ, и сега се сретне со ваква Т клетка, Т клетката што ќе рече? Т клетката ќе рече диференцирај се, стани во плазма, така, значи стани во плазма клетка, плазма Б клетка, која ќе прави антитела, исто така направи една мемориска клетка. Значи Т клетката е многу битна за развивање на адаптивниот имун одговор, има многу функции и тоа се зависи да Т клетката препознае антиген кој е асоциран со МХЦ. Сега од се ова произлегува едно многу интересно прашање. Ако имаме така некоја си дендринична клетка која да внела одреден антиген, така внела одреден антиген, го процесирала, така го презентирала на класа 2 МХЦ молекула, така сега тука го имаме дадениот антиген. Сега, оваа дендринична клетка треба да се сретне со Т клетка, ама не која било Т клетка, бејќи таа Т клетка треба да има T-cell рецептор кој ќе биде специфичен за овој антиген. Така, зашто сите Т клетки имаат различен Т клеточен рецептор. Исто како што сите Б клетки има различен антитело, односно различен имуноглобулин. Сега, значи оваа дендринична клетка треба да налета на Т клетка која содржи специфичен Т клеточен рецептор за тој антиген и за тоа МХЦ. А имаме ние 5 литри крв, овие, ако си се шетат низ крвта, едноставно нема никогаш да се сретнат. Тогаш како воопшто се наоѓаат. Така, тоа е логично прашање. Па одговорот е, таму они случно се наоѓаат на местото кај што идат сите. Односно, ако направиме аналогија со луѓе, ако сакаш да најдеш партнер, треба да идеш на место каде што има многу повеќе луѓе, така што шансите да најдеш соодветен партнер ќе бидат поголеми. Односно, одговорот е, овие клетки се сретнуваат во лимфните јазли или пак во слезената. Така, местото каде што се собираат сите различни имуни клетки, посебно Т и Б лимфоцити, каде што се сретнуваат и наводници си прават муабет кој што видел денеска и едноставно заклучуваат ако има некој проблем. Нормално тоа е како антропоморфизирано како со луѓе, но тоа е основниот концепт. Односно што се случува? Да речеме дека имаме епително ткиво и овдека имаме некоја дендринична клетка, односно тие кои се наоѓаат во епителот се наречени Лангерхансови клетки. Знам дека има и Лангерхансови островчиња во панкреасот, но овие се Лангерхансови клетки, каде што, да речеме, они детектираат одреден антиген кој потекнува од некоја си бактерија. Ево, ќе направиме одредена бактерија, имаме тука е таа бактерија создала некој си антиген и ова сега го внело дадениот антиген и го преработило и го презентирало на МХЦ. И сега, што ќе се случи? Чим ќе се активира на ваков начин дендринската клетка, интересно е дека ги губи адхерентните молекули, односно се одлепува. Така, значи веќе нема да биде залепена овдека во околното ткиво, така тука имаме и некои други клетки, нема да биде залепена таму, едноставно ќе се одлепи и ќе си тргне на пат. Сега, као знае каде треба да оди. Па едноставно, моментот кога се активирала, почнува да експресира рецептори на својата површина, кои се наречени CCR7 рецептори. Така, значи CCR7 рецептори, односно R најверојатно стои за рецептор, но окей. Значи ги имаме овие сега рецептори кои што детектираат? Овие рецептори детектираат хемокини, така значи детектираат хемокини, поточно хемокините CCL19 и 27, каде што овие хемокини потекнуваат од лимфните садови. Така, значи имаме овдека еден лимфен сад и овие хемокини доаѓаат од таму и се врзуваат со овој CCR рецептор, така што оваа дендринична клетка знае каде треба да оди, така у наводници. И она сега ќе влезе во лимфната циркулација, така, а во таа лимфна циркулација исто тука се движат и Т клетките. Имаме тука некоја си Т клетка. И они сега сите така ќе се движат, ќе се тргнат на пат. И кај ќе завршат? Ќе завршат во лимфен јазол. Ево ќе направиме, ќе освртиме вака надоле и ќе завршат во лимфен јазол, каде што имаат многу поголеми шанси да се сретнат, бидејќи овдека имаме многу Т клетки кои имаат различни TCR, така различни T-cell receptors, сите имаат различни T-cell receptors, и сега оваа дендринична клетка ќе налета овдека
И едноставно една од овие така ќе се врзе со незе и ќе се активира. И кога таа една ќе се активира, таа ќе почне да пролиферира, така ќе се умножи многу, веќе таа може да се врзе со дадената дентринична клетка. И понатаму ќе имаме соодветен одговор кој сега нема да го разгледуваме. Исто само уште да спомнам, оваа активација од страна на дендритичните клетки, така, ќе направиме една DC клетка, ги активира те клетките преку повеќе механизми. Така, ги активира преку самото посредување на TC клеточниот рецептор со МХЦ молекулата која ги содржи антигените, значи тоа е едно. Друго, се поврзуваат преку костимулатори. Овие ја порадно зборев за активација на адаптивен имун систем. Костимулаторите најчесто се интегрирани мембрана, но можат и да бидат некои екскретирани во околната средина, но најчесто се интегрирана мембрана, имаме костимулатори и исто така преку цитокини. Така, значи има три начини на кои може да се прими сигнал. 1, 2, 3 и да се активира Т клетката. Но најчесто се потребни барем само два начина. Осно барем само два сигнали, така ова е 1, ова се 2, ова се 3 сигнала, кои што може да се примат. Сега ова не мора да се случи во лимфните јазли, така, јазол, може да се случи и во слезената, кој што исто така е едно групно собирно место. И сега на кратко само ќе разгледаме историјата од всушност на откривањето на МХЦ молекулите, што е поврзано со трансплантирање на органи, од таму всушност потекнува името. Значи сега ќе видиме. Првично кога правеле трансплантации, да речеме дека ова е глушец, приметеле дека ако земеш дел од кожа од едно место на глушецот, можеш да го пренесеш на друго место од телото и нема да има никаков проблем. Така. Или пак ако земеш идентични, односно еднојајчени близнаци, глувци, и земеш еден орган, го префрлиш кај другиот глушец, исто нема да има проблем. Така, значи нема да има отфрлање. Но ако земеш два глувци кои не се идентични близнаци, еден така, еден ќе бележам со друга боја, и ако земеш орган од едниот, го ставиш кај другиот, ќе има отфрлање на органот. И не можеле да сватат зошто ова се случува. Но понатаму правеле, значи взимале глувци и ги вкрстувале на такви начини, така што добиваш глувци, ќе правам во парови, кои што се различни за сите гени, ама се исти само за еден ген. Например, овие со жолто се различни хромозоми, така со различни гени, ама овојов дека им е ист. Така, значи еден дел од генскиот материјал им е ист, но дека другиот дел е различен. И правиле така различни комбинации, каде што овдека овој ќе биде ист, овие другите ќе бидат различни. Така. И правиле така комбинации, се додека не нашле комбинација каде што можеш да трансплантираш од еден глушец на друг. И кога е нашле таа комбинација, сватиле дека генот кој го имаат е одговорен за тоа да има успешна или неуспешна трансплантација. Бидејќи го имале истиот ген и била успешна трансплантацијата, тоа значи дека тој бил одговорен за преследувањето, односно за хистокомпатибилно совпаѓање. И гените кои кодирале за тие протеини кои биле потребни за хистокомпатибилно совпаѓање се биле комплекс на хистокомпатибилен комплекс, односно Major Histocompatibility Complex. Ја таму всушност потекнува името. Сега ова не го објаснив баш најубаво, не е ни толку битно, затоа не се задржувам, затоа само кратко прилетувам, но понатаму сватиле дека овие МХЦ протеини не се карактеристични само за глувците, него се наоѓаат и кај луѓето. Едноставно кај луѓето ги откриле спрема друг начин, едноставно взимале клетки од една индивидуа, да речеме дека имаме една индивидуа, тука дека имаме друга, взимале различни клетки од една индивидуа и ги носиле кај друга индивидуа. Да се види всушност што антитела ќе се направат за површинските протеини на тие молекули. Така, значи ќе се направат антитела кои ќе врзат различни површински молекули на овие клетки. Така, овие си имаат различни површински молекули и организмот, вториот организам ќе направи различни антитела и спрема тие антитела можеме да откриеме кои молекули се наоѓаат овдека. Така, ако ги најдеме овие антитела кои биле направени, може да откриеме кои молекули се наоѓаат на клетки кои сме ги ставиле. И бидејќи клетки кои ги користеле, всушност биле лимфоцитни клетки, кои всушност се леукоцити, и антигените кои се наоѓале на тие клетки кои биле препознаени од антителата, биле всушност, добро, тие што биле препознаени, овие биле антигени, тие биле всушност МХЦ молекулите, кои се наоѓале на леукоцити, и затоа ги нарекле human, значи ај со некоја друга боја, human леукоцит антиген, HLA,
што е всушност истото со МХЦ, само што им ставиле друго име кај луѓето. Значи, повторно, ова не го објаснив толку убаво, но не е толку битно, едноставно да знаете дека има друг назив. Значи, ја некојаш наизменично ќе користам МХЦ, некојаш Хела, но тоа е те едно исто. Значи, Хела се користи кај, кога збориме за МХЦ кај луѓе, доека, например, кај глувци се користи H2. Така, значи, кај глувци не го викаме МХЦ, го викаме H2, кај луѓе не го викаме МХЦ, го викаме HALA. И на почеток ова не им било воопшто логично зашто воопшто постојат вакви протеини кои не дозволуваат трансплантација, зашто си рекле зашто воопшто се развиле вакви протеини. Природно не може да се случи трансплантација, не може, не знам, едно животно да се даде на друг ако нема одредени хируршки методи, така што во природата не се случувале трансплантации, зашто воопшто постојат вакви гени кои кодираат вакви протеини и понатаму се сфатило дека всушност се многу битни за адаптивниот имун систем. Али на почеток биле многу збунувачки. Добро, тоа беше ептен на кратко, онака само колку да објасниме малку историјата на МХЦ. И тоа беше главно се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео каде што ќе започнеме подетално да го разгледуваме МХЦ. Ќе идеме со гените, па со структурата и така натаму и така натаму.